Ми интервју со председателот Стево Пендаровски, кој што се трка за уште еден мандат на престојните председателски избори 2024 година. Господине Пендаровски, добро дојдовте во студиото на Благодарам за поканата. Се тркате, како што реков, за втор мандат. Имате веќе 5 годишно искуство на оваа позиција. Според она што досега нели го искусивте, кои се нејзините предности, кои се слабостите, дали нешто би смениле во однос на надлежностите, одзели или додели, имаше ли предлози да се избира председателот не на непосредни избори, туку во собранието? Тоа е долга тема и да се обидеме да ја збиеме на неколку тези. Прво, кога дојдов на оваа позиција, реков дека нема да барам повеќе надлежности, бидејќи не е коректно, не е принципијално од оваа позиција да кажам да малку ми се надлежностите, демек не сум знаел претходно. Дајте повеќе за да се слуша гласот на председателот или неговото политичко влијание повеќе. Исто така реков една друга теза која е контра на првата, нема да дозволам во овие мои 5 години никој да ми ги зема надлежностите, ако има такви иницијативи ќе бидам против, веќе не е коректно исто така кога почнувате со еден мандат, постепено некој од политички причини, ако има мнозинство такво или двотретинско во парламентот, да ви ги зема надлежностите. Меѓутоа, од позицијава сега во која сум деновиве, независно од трката за втор мандат, поминав 5 години на таа позиција и можам да ви кажам дека моето чувство е дека е добро балансирана улогата на председателот, како е поставена според устав и закони, во однос на другите битни, витални државни институции, особено во однос на владата. Прво, неспорно е дека председателот е во таа смисла, во политичка смисла послаб, според надлежности и според реална политичка моќ во однос на владата. Неспорно е дека премиерот е посилна политичка фигура, независно од неговото име, независно од името на председателот. Меѓутоа, постои во неколку витални сектори, например надворешна политика, одбрана и безбедност, постои преклопување на надлежности и вам како на председател, ако знаете тоа да го правите, да го користите, ви дозволува да се чуе вашиот глас и на крај во финалниот продукт, дали е тоа закон или кадровско решение, да имате и вие известна помала или поголема партиципација. Значи не е точно дека председателот е само оној кој ја минува, тоа што владата предлага, и во однос на амбасадорите и во однос на некои други позиции во делот на одбраната и безбедноста. Во однос на должам одговор на вториот дел од вашето прашање, тој став сум го кажувал многу пати. Не мислам дека председателот треба да се бира, и тоа ви го кажам повторно од искуство, не мислам дека треба да се бира во собранието. Се разбира, ако направат 2/3 тие што утре ќе бидат во некој итно собрание, секој од нас да го почитува и тоа како важечка уставна норма. Меѓутоа, председателот кој има вакви какви што има надлежности, добиени од директен избор од граѓаните, има многу поголема, една да ја наречам морална сила или подкрепа од тој општо национален избор, отколку да го бираат во парламент. И ако не име по кеф на партиите кои го избрале во парламент, далеку полесна е уставната процедура во таков случај да го смените и истото поплавне да донесете со квалификувано мнозинство нов човек. Во ред, секако, меѓутоа, еве низ годините, како што гледаме, повеќето кандидати на председателски избори, сите, еве да не генерализирам, се поддржани од одредена политичка опција. Значи, партијата неминовно тука игра одредена улога, колку треба да биде тука битна улогата на интегритетот на председателот, што ја носи таа функција како личност, како шефот на државата да не остане продолжена рака на партијата што го поддржа? Знаете, илузија е, ако некој мисли дека и во најголемите демократии во светот, секој пат само чисто независни кандидати победуваат, независно од да ги наречем тие етаблирани или традиционални политички партии. Еве, ако сакате да ги земеме на кратко, најголемите демократии, најстарите демократии во светот. Во Америка ги знаете двете најголеми партии. Без поддршка од една од нив, вие не може да бидете председател на Америка. Во Франција, кој има исто председателски систем, добро, Макрон мораше да направи своје политичко движење, своја политичка партија за да го добие уште првиот мандат. Тоа станува збор за поинакви системи, кај нас е парламентарна демократија. Еве ако сакате да земеме и земјот окружувањето. Значи без поддршка од некоја од големите партии, дали се на власт во тој момент или во опозиција, се разбира, вие не можете да помислите да влезете во трката. Само со нивна поддршка не може да победите. Во многу парламентарни демократии ви треба поддршка од граѓанскиот сектор, ви треба поддршка од индивидуалци, од луѓе кои не се врзани со ниедна политичка партија. Мене ми се чини дека тие две компоненти, партиската и граѓанската, ја инсистирам повеќе на граѓанската, бидејќи самиот не сум член на ниту една политичка партија, е добар микс, затоа што е неспорно дека главните единици, да ги наречам нуклеусот на политичкиот систем, се политичките партии, значи базични единици на политички систем се политичките партии и нормално преку нив една маса
луѓе, огромна бројка наши граѓани ги артикулираат своите потреби во парламентот и во владата или на локална ниво, на локална самоуправа. Така што не мислам дека треба партиите сега да ги укинеме или да ги ставиме на страна, затоа што станува збор за председател кој треба да биде председател на сите граѓани. А дали ќе биде, понатаму зависи од личноста. Колку вие, независно од тоа кој ве бирал и ве гласал, ќе бидете независни и во однос на него. Ја на тоа инсистирам. Конечно и покажав со сосема конкретни акти, вратив неколку закони, постави вето на закони кои беа изгласани од парламентарното мнозинство, кој именно мене ме поддржуваше. Ме поддржуваше и сега ме поддржува после 5 години. Така што не мислам дека е тоа хендикеп, мислам дека треба само добра поставеност на председателот, јасен концепт и визија за тоа што е добро за граѓаните, не само за партиите, и суспензивното вето ви го дава. Минимум суспензивното вето ви го дава. Да, во вашиот претходен мандат, односно тој се уште трае, нели сега сме во трка, сте во трка за нов мандат. Ете понекогаш и покажавте несогласување со власта, меѓутоа многумина ви забележаа за експресното потпишување на кривичниот закони, кој што се донесе во една многу брза поставка, предизвика бренување во јавноста и на некој начин од него впечаток јавност имаше дека профитира и позицијата и опозицијата, некој го нарекоа и тивка амнестија. Зошто го сторивте тоа? Гледате, ако профитирале и опозиција... Зошто тука не го искористивте правото на вето? Затоа што тоа е сепак суспензивно вето, а информациите што ги имавме од парламентот беа дека сигурно има и преќутна согласност на опозицијата. Конечно немој да заборавите дека тие направија кворум. Можеа да одбијат да влезат во сала и ќе немаше кворум воопшто за носење на тој закон. Бидејќи беа едните и другите од нивни причини согласни дека такво нешто треба да оди да се усвои, беше јасно дека следното попладне ќе дојде кај мене. Ете, ако велите во тезата дека ако имаат корист и власта и опозицијата, застараа многу предмети, меѓутоа граѓаните перцепцијата, борбата против корупцијата, тоа е клучното прашање. Мојата главна теза беше дека предметите застаруваа затоа што судиите ги држат во фиока и не сакаат да ги судат. И дадов неколку примери во јавност. Значи, вие имате еден застарен случај, мислам, стар за јавноста случај, Мажар Телеком. 12,5 години беше суден, немавме ни првостепена пресуда. Имавме предмети од така нареченото СЈ на времето, кои беа судени по 7 или 8 години, немаа правосилна пресуда. И сега, ако мислите дека уште 7 или 77 години да им дадеме на тие и такви судии, дека ќе го завршат предметот, се лажеме сите ние. Притисокот беше, дајте да им кажеме, ова ви е рокот, а оној кој тоа го крие во фиока или не сака да постапува, значи дека или е корумпиран или е жестоко притиснат од центри на економска и политичка моќ и треба да сноси санкција. Таквите судии не смеат да бидат повеќе судии. Тоа беше целта, идејата, резонот беше. Инаку, ниеден предмет не е застарен после 2-3 месеци, да речат, само што почнат и не им даде шанса заради, односно парламентарното мнозинство не им даде шанса. Не постои предмет кој е застарен, а да не е минимум 2015 или 16. Септември 15 беше направено СЈ, од тогаш одат сите овие големи крупни случаи познати во јавноста и замислете 2023-2024 дојде, 8 години, 9 години потоа, ништо од тоа не е одсудено, никој не е во затвор. Овие што тоа е пародија, тоа не е затвор практично. Тешка е борбата против корупцијата, особено во овој систем како што е нашиот, кој што му требаат реформи и трансформација. На вашата изборна конвенција споменавте ветинг на суди обвинители, меѓутоа и ветинг на политичари од 90-тите години до денеска. Дали тоа е некоја само предизборна риторика, колку е тоа реално, дали е возможно законски да се прави таков ветинг, нема ли некои застарувања тука, имате ли некој начин како тоа би го спровели? Постои, значи само постои, така да. Не. Не знаете што, тоа беше одговор на тезата на главната опозициона партија, која се продава како многу честна, начело со нејзиниот лидер и со кандидатката на таа главна опозициона партија. И вела, дајте да се провериме, да видиме, веројатно на другата страна, кај вас, кај мене, не знам кај кого точно мислат, има криминал, нема кај нас. Видите, сите ние добро знаеме, во 90-тите Македонија ги кршеше санкциите од Обединетите нации наметнати против тогашниот режим на Слободан Милошевиќ. И сите знаеме дека имаше фришопови на нашата северна граница. Дневниот промет на тие фришопови беше 1 милион германски марки. Дневно, повторувам. И се ако некој мисли дека имаме кусо паметење и вели Пендаровски и неговите пријатели или блиски се криминалци, ама ние сме чисти, ја ќе речам, чекайте полека. Дали вие сте биле член на владата од 92 до 94 која ја спроведуваше именно меѓу другите работи и приватизацијата? Стотици илјади наши граѓани останаа на улица. Ја немам никаква врска со тие процеси. Постојат како процедура. Постојат правници кои нудат модалитети како тоа би било, како треба да се направи. Треба да се направат измени законски, меѓутоа ако постои политичка волја, ние можеме да го направиме тоа.
Значи, конечно, ние не велиме дека со тој ветинг, например, за политичарите, некој автоматски треба да оди во затвор. Не треба да се бави со политика. Да ве вратам се, имаше закон кој имаше слични намери. Закон за рестриктивни мерки и него завршија до крај. Добро. Од кои причини политички можеме да нагаѓаме, меѓутоа многу политички партии има забелешки за закон. И затоа дека и сегашните закони какви што се може да спроведат. Може што се бара да. во црната листа. Не, тука има затоа што црната листа на САД и на Обединетото кралство и на Европската унија не беа ставени, не се ставени во сегашните закони за рестриктивни мерки. Меѓутоа многу од партиите изразија резерва према тоа. Инаку тоа е едно од тие работи. Вели да преведам начинот е со законот да се направи. Да, вели на пример, ако се не велам дека треба да биде црната листа на САД, шпекулирам, Обединети нации, како што имаме денес. Ако сте вие на таа црна листа, како поединец или како фирма, вие не можете да конкурирате за градоначалник, за пратеник, за председател, за премиер. Просто кажам, дали ќе одите затвор, тоа е посебна судска процедура и треба други докази, друга постапка. Меѓутоа, не можете да се бавите со политика. Не можете да ја барате довербата на граѓаните. Тоа беше интенцијата. Значи, ние зборуваме за моралниот аспект на секој од нас кој се кандидира. Било пред 25 години, не се случило. Не, се случило. Бидејќи вие после 25 или 30 години сакате да бидете носител на највисоката функција во државата. И ако одиме не само 5 години, 10, 15, 30, зашто да не? Ја немам што да кријам во таа насока и затоа фрлив ракавица. Не сум сигурен дека од другата страна има луѓе кои се подготвени тоа да го бидат. Да имаме недостиг на политичари ако се спроведе тоа тема. Да ви кажам, во делот вашето прашање е за суди и за обвинители исто така. И јас бев еден од оние кои за жал ги послушавме советите од тогашниот евроамбасадор и од Европската унија, од Брисел, дека не треба да одиме со ветинг, цитирајќи го лошото искуство во Албанија. Вели таму 1/3 од сите проверувани суди, вели ги поминаа тие тестове. Ги подобрија работите. Ги подобрија после многу години, меѓутоа, но вели третина само го поминаа тој тест. Подобро да имаш третина суди од овие што се сега, со образ, со интегритет и да знаеш дека ќе судат по устав и закон, него да имаш суди кои, видите, имаме во медиумите се одбројуваат деновите до застарување на некои познати случаи. Били уште 20 дена, уште 15 дена. Мува не ги лазеше тие суди. Мува не ги лазеше. Значи, тоа мораме да го искорениме. Еден од начините е и ова. Не можеш да бидеш судија, не можеш да бидеш обвинител, не можеш да бидеш политичар или кандидат за, ако имаш тие темни дамки, ако ги имаш во своето минато, од овој аспект. Ја не велам дека тие треба да одат директно во затвор, но не може да бидат кандидати за политичка функција. Друга горлива тема, односно горливо прашање, се уставните измени, евроинтеграцијата, значи уставните измени не се донесоа во овој владин состав, да кажам, сега нели има парламентарни избори, престојат преговорите, со официјално не започна во смисол на отварање на поглави. Што понатаму? Преговорите започнаа, меѓутоа не се отворија поглавјата, затоа што тоа беше предвидено после процесот на скрининг, таа втора конференција која требаше да почне со отварање на еден од кластерите кој се бави со владење на правото. Што понатаму, како ќе бидат изгледите случувањата, ете ги знаеме јасно е дека таа задача останува актери. на следниот парламент и на следната влада, бидејќи таму евентуално треба да се донесат тие уставни промени. Знаете дека и мојот став е познат за таа работа, дека 2 години назад сегашна опозиција немаше интерес тоа да го направи, исклучиво од аспект на партиските интереси, тие на тоа прашање ја кренаа максимално националистичката реторика, почна да го плашат народот со бугарски предлози, диктати, само како бугари ќе влеземе во ЕУ наводно, тоа се будалаштини класични, меѓутоа на тоа добија некои поени, го подкренаа малце свој подзаспан рейтинг и се држат како слеп за стап, што се вели народски, до последниот ден до таа теза. Ако евентуално тие утре бидат на власт, ќе мора да објаснат на граѓаните зошто 2 години назад организираа протести, правеа невидена политичка пропаганда и една жестока националистичка реторика со која го плашеа македонскиот народ пред се, дека нема да бидат македонци повеќе, со тој наводен француски предлог под наводен бугарски диктат. Не знам како ќе биде, не сум оптимист дека ако се случи таква промена на власта, во владата, после треба двотретинско мнозинство, нели? Треба двотретинско, меѓутоа ова политичка структура од која јас сум со години дел, се разбира не во формална смисла, деле поделбата, споделувањето на слични стратешки цели и интереси, нивниот став и нашиот став, мојот став е јасен во таа смисла. Од мене нема да има, иако би било вториот мандат, од мене нема да имаш проблем за тоа. Меѓутоа е политички неморално ако ти навистина влезеш во уставни промени, а претходно забораваш што 3 години или не знам колку време си зборувал обратно од тоа. Зашто меѓутоа познато е, некои политички партии, посебно ова сега главна опозициона партија, има таков рекорд, да кажеме, таков запис, таков файл порано. Да дојдеме на власт, па ќе му ја мислиме понатаму што и како.
Господине Бандаровски, од, да кажам, некакви затоплени односи со Бугарија низ годиниве и обиди да се затоплат односите, до обвинување од нивното МНР дека ширите говор на омраза, не директно, индиректно. Имавте ви едно интервју за една телевизија, каде што кажавте одредени работи кои што ним таму не им се допадна. Вие одговоривте дека барате конструктивност во односите. Како да се постигне? Ете, шеф на државата има ингеренција во надворешната политика. Што би направиле, еве, доколку го добиете мандатот, за да ги затоплите односите? Реално, знаете како велат за танго треба двајца? Во изминативе 3 години Бугарија направи неверојатна стратешка грешка прво кон македонскиот народ, подосна кон целата наша држава. Значи, просто не можете со 19 вековна реторика да очекувате дека ќе направите простор за подобри билатерални односи. Нивното однесување беше неевропско, недемократско. Точка. А ако продолжат и понатаму, сега ќе закажуваат нови избори, не знаеме кој ќе биде понатаму на тие избори, ако продолжат со истата реторика, истата политика кон нас, не може да очекувате дека ние од тука ќе речеме добро, во ред е, ќе се согласиме на се што барате, бидејќи 99% од бугарските барања се небулоза. 99% од нивните барања се тежок национализам. Тоа е 1% се бугарите во устав, што не мислам дека е некоја посебна проблематична ситуација, некоја греда, зошто не може да имаме покрај 7 народи и делови од народи кои ги имаме во уставот. Имате ли стратегија како би ги затоплиле односи? Стратегијата е позната и стратегијата се однесува само на што ние можеме да го понудиме. Ние понудивме објективно во сите тие разговори и преговори со Брисел, бидејќи со бугарите многу рано стана јасно дека не можете да се договорите во директна билатерала, гледате како работеше, проточно не работеше историската комисија, бидејќи таму тие се обидува од позиција на сила да ги диктираат нивните историски наративи, што беше неприфатливо. Затоа тама нема никаков напредок последниве 2 години. Нашата позиција е јасна, ние ќе продолжиме на истиот начин да разговараме со аргументи и да зборуваме за европски принципи. Не за 19 веков, не за Сан Стефанска Бугарија, не за не знам кое восстание од не знам која година. Дајте да видиме сега што е проблемот. Значи, можеме да разговараме само од аспект на човековите слободи и права визави малото бугарско малцинство кое живее овде и од аспект на општото ниво на демократија во Македонија. Така се станува или така не се станува членка на Европската унија. А не со тоа дали 900 и некој или 800 и некоја тој рекол ова или рекол тоа. Тоа се работи кои треба да останат во историските учебници. Кампањата почна, партијата што ве поддржува го обвини ВМРО за лажирање анкети. ВМРО најави тужба за клевета, но исто така и на некој начин ве обвини вас и Ковачевски дека вие стоите зад излезе и некој документ во јавноста од извршниот комитет на таа партија и дека тоа го правите заедно со израелскиот советник. Ваш коментар на овие тези? Мене ми се чини дека тука јасно се препознаваат првите сериозни знаци на нервоза кај лидерот на главната опозициона партија, кој прво не зборуваше вакви глупости, че ја немам поим за каков документ се работи, немам ниту такво нешто видено, ниту воопшто знам дали е тоа. Излезе во тоа. медиумите нешто. Знам дека излезе, но не знам колку е автентичен тој документ. Не знам. Значи нити сум имал удел во таква работа, ниту ми паѓа на памет да го работам тоа. Оно што го знам јас во делот на анкетите. И тоа се анкети кои главната опозициона партија нема многу мерак да ги кажува во јавноста, е дека анкетите се сосем обратни од на позиција, ситуација и бројки кои тие ги соопштуваат на македонската јавност. Значи, нивната позиција и како партија за парламентарните избори, но и позицијата на нивниот кандидат за претседател воопшто не е сјајна. И веројатно на тоа се должат овие некои неверојатни конструкции кои ја мислам дека рационален човек при здрава свест не би можел да ги направи и да сака. Значи, израелскиот тој експерт што го спомнуваат, јас сум го видел еднаш во животот како дел од многуте фирми, PR експерти кои работат во таа област, кои ги нудат своите услуги. Беше замина, со кого имал договори претходно, не знам. Со кого ќе имал денес натаму, не знам. Меѓутоа со мене нема никаков договор. Кажав јасно и гласно. За сето време на мојот мандат, пари од буџетот на претседателот нема да бидат дадени за анкети, за пропаганда, за плаќање било какви PR експерти. Така што со тој човек никогаш не сум потпишал, ниту имам намера да потпишам било каков документ, ниту да му давам пари на црно. Просто ја тоа не го правам. Меѓутоа не сум сигурен дека главната опозициона партија, особено на изборите 2020, не го правеше тоа баш со истиот човек. Американската амбасадорка Агилер во едно интервју деновиве спомена дека будно ќе ги следат изборите и евентуални странски мешања во наши избори. Дали вие сега и од позиција шеф на држава, следен кандидат за истата позиција, имате некакви сознанија за странски мешања? До сега не. До сега не. Таа синтагма се употребуваше најчесто во однос на тие така наречени руски хибридни мешања претходно.
некакви помали обиди постојат од ентитети, ги нарекуваме сега, кои се поврзани, или малигни актери, кои се поврзани со Руската Федерација. И то морам да ви кажам, до овој момент, мешањето на Русија во нашите избори е многу на пониско ниво, отколку што беше, например, за мојот прв избор во 2019-та. Или во, не знам, за референдум во 2018-та, бидејќи Русија немаше никаков интерес Македонија да стане членка на НАТО. До сега, мојата претпоставка е дека тие се комплетно абсорбирани со сите ресурси што ги имаат во таа сфера, со инвазијата што ја направија во Украина и во тоа се обидуваат да ја контрираат ова западна наратива за нивната илегална војна во Украина, не се премногу посветени на Балканскиот регион. Значи, обиди постојат, можеби ќе се засилуваат како што ќе доаѓа првиот и особено вториот изборен круг, меѓутоа тоа се тие странски влијанија за кои можеме да разговараме. Другите се предпоставка на некои политички актери до овој момент. Сите што се во изборна трка, ако збориме за регионот потесно, сите политички актери што се во изборна трка се македонски државјани. А од надвор, кога некој поддржува одредена политичка опција, тоа го прави Партијата на европски социјалисти за едниот блок, Европската народна партија за другиот блок, некои од албанските лидери во регионот за некои од албанските актери внатре во Македонија. Меѓутоа тоа не е таков тип намешање, тоа е просто кажана политичка поддршка за луѓе кои им се идеолошки блиски. Како ќе ги убедите граѓаните да гласаат за вас? Велите председател за сите, особено оние неопределените кои што верувам таргетираат и сите останати кандидати во оваа изборна трка. Знаете, не сакам да звучам препотентно и некако надмено, меѓутоа јас и реално немам потреба од некоја поголема кампања за да убедувам некого, просто затоа што сум бил председател до сега 5 години. Секој што следи политика или сака да гласа на следните избори, имал огромна бројка прилики да чуе, да види што Стево Пендаровски мисли, прави, што не прави, што пропушта, како го прави тоа воопшто. Значи, мојот политички профил е познат многу години наназад, но од оваа позиција, за која сега нели сме во трка, буквално на оваа позиција, јас сум 5 години на ачик на македонската јавност. Мислам дека како ретко кој во историјата на македонската политика сум бил комплетно транспарентен во тоа што го правам. Нема ден да помине, а да нема граѓани во мојот кабинет или јас да отидам негде надвор од кабинетот да разговарам со луѓето пред камери, се разбира. И значи нема, навистина мислам дека нема потреба дополнително некој да убедувам, да речем, ама не ме знаете, сепак ја да ви кажам уште нешто. Мислам дека навистина се сум кажал. Во изминативе 5 години, тоа го кажав и на некои собири со граѓани вчера, завчера, имам поминато околу 80.000 километри низ Македонија, значи не сум бил затворен во кабинет, напротив сум. Одел да ги видам граѓаните таму кај што работат, твораат, таму кај што живеат, и оние кои се во мизерни социјални услови, и оние кои имаат повеќе, и млади, и стари, и секаки, така што стварно не чувствувам потреба дополнително некого да убедувам, бидејќи ги имате сите факти пред очи, имате сите факти на лице, за или против, или да бидете пасивни, тоа е ваше демократско право. Што очекувате од првиот круг и ете, доколку влезете во вториот круг, чии гласови ги очекувате како поддршка понатаму од оние кандидати што не би влегле во вториот круг? Мислам дека ќе бидат мали разликите меѓу првите двајца кои ќе влезат во вториот круг, затоа што има многу кандидати и скоро сите кандидати се обраќаат кон повеќе тие, да ги наречам, групи на граѓани или интересовни групи во целиот електорат. Така што навистина не очекувам некоја значајна разлика меѓу првиот и вториот, а се разбира клучната битка ќе биде во вториот круг кога се решава победникот. Во однос на така наречениот пренос на гласови никогаш не сум верувал во така. Значи дури да имате вие најдобра намера мене да ми ги дајете вашите гласови од прв круг или обратно, не верувам дека тоа може да го направите, бидејќи ни себе 33-4 години како независна држава, мислам дека македонските граѓани созреа во таа смисла. Дури мислам за 99% од нив, кога би им се обратиле, би сметале дека ги навредувате. И многу добро знаат за кого би гласувале или едноставно би абстинирале. Нема идеолошки со кого сте поблиски, да речеме, и тие граѓани кои што, да речеме, нема да нивниот кандидат кој што им е фаворит да победи во вториот круг, за да ги дале гласовите за вас. Да не одам човек по човек или кандидат по кандидат, мислам дека не е коректно, бидејќи сме во сред трка и тоа граѓаните ќе го кажат најдобро, тоа не е задача за мене, тоа е задача за граѓаните да се решат. Меѓутоа јас тврдам дека мојот коалициски потенцијал за вториот круг е далеку поголем отколку на било кој друг од кандидатите, вклучително и на главната опозиција. Очекувате втор мандат? Реков на почетокот не као политичка парола, него као длабоко верување дека зад себе имам мандат без дамки и дека мислам дека тоа граѓаните во доминантна бројка ќе го препознаат. Учествувам не само за да бидам дел од трката, учествувам за да победам и тоа го кажувам врз основа на реакциите кои ги имам добиено од граѓаните, не само врз основа на анкетите кои ги спомнија господинот Мицковски, тие неговите анкети,
Че реалните анкети покажуваат дека македонските граѓани во мнозинство се задоволни од она што се случуваше во председателскиот кабинет изминативе 5 години. Господине Стево Пендаровски, ви благодарам за овој интервју за мне. Благодарам на поканата.